Добар ден, ученици! Добре дојдовте на часот по општество во нашата училница. Јас сум наставник Невена Миовска од Општинското основно училиште Јан Амос Коменски. Денес ќе учиме за тоа како им помагаме на помалите и различните од нас. Цели: умее да препознава сличности и разлики кај луѓето, развива другарски и хумани односи кон другите, умее да помогне кога некому му треба помош, може да ги препознава сличностите и разликите кои постојат меѓу неа, него и другите во поглед на физичкиот изглед и способностите. Ниту еден човек не може се сам да направи, ниту го има целото знаење во себе. Луѓето се разликуваат меѓу себе според знаењата и способностите. Некој може едно, но не може нешто друго. Разликата во способностите меѓу луѓето нуди можност тие меѓусебно да си помагаат и така да го подобрат своето живење и односот со другите луѓе. Многу работи кои ги правиме не може да ги направиме ако не помагаме и ако не ни помагаат, односно ако не соработуваме со другите. Тоа може да бидат нашите другарчиња, членовите на нашето семејство, нашите соседи. Највеселиот, најбезгрижниот и најубавиот живот е животот на детето. За да пораснат децата и за да бидат дел од светот на возрастните, треба да им се помага. Односно, треба да им помагаме на помалите. Како им помагаме на помалите? Родителите ја имаат главната улога во одгледувањето на децата. Од мали тие се зависни од помошта во поглед на хранење, облекување и воспитување. Ученици, како децата растат, тие почнуваат да поминуваат време и со други личности од нивната околина. Тука се нивните другарчиња кои ги запознаваат во градинка, во парк, на излет, во училиште. Ако некој е луд и покажува недолично однесување, тука ги споменуваме правилата и го поттикнуваме да ги почитува. Доколку некој е неодговорен наспроти одговорниот, тој се разликува. Со правилно подучување и помош од возрастните ќе го промени своето однесување. Ученици, затоа е многу важно да им се помогне на помалите и различните од нас, бидејќи само со искрена помош и соработка полесно и поуспешно се постигнува целта. Чувството е убаво и се доживува како заеднички успех кога помагаш. А сега, драги ученици, ќе ја слушнеме приказната за лавот и глушецот. Додека спиел лавот, еден глушец му претрчал преку глава. Тој се разбудил, го фатил и се готвел да го лапне. Но глушецот го замолил да не го јаде, велејќи дека ќе му се одолжи ако го поштеди. Лавот се насмевнал и го пуштил. По известно време, лавот го фатиле ловчи, го ставиле во една мрежа и го врзале за дрве. Лавот почнал да овка и да рика. Тоа го слушнал глушецот, па дошол кај лавот. Брзо ја прегризал мрежата, го ослободил и му рекол: ти тогаш ме исмеа, зашто не веруваше дека јас можам да ти го спасам животот. Сега знај дека и најмалиот глушец може да го спаси најсилниот лав. Ученици, кој кому му помогнал во приказната? Кога даваме помош на други, многу е веројатно дека и другите ќе ни помогнат, тогаш кога ќе ни треба помош. Дали глушецот би му помогнал на лавот доколку лавот не му помогнеше претходно? Не. Колку и да е некој силен, има ситуации кога му е потребна помош од страна на некој друг. Што можеме да направиме кога некому му е потребна помош? Кога некому му е потребна помош,
добро е да му се помогне, нели? Што можеме да направиме кога некој ни помогнал во нешто? Ако некој ни помогнал во нешто, треба да се заблагодариме. Што научивме на овој час? Убаво е да се помага. И тоа овозможува да се чувствуваме убаво и почитувано. Кога добиваме помош и се чувствуваме задоволно, така се чувствуваме и тогаш кога ние им помагаме на помалите и различните од нас. Многу е важно да се помага и да се дава поддршка меѓу луѓето. Доколку дадеме помош и поддршка на другите, создаваме услови и ние самите да добиеме помош од другите кога ни е потребна. Ви благодарам на вниманието.